Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. В понеделник, 10 мај, започнуваат уписите на првачињата. Годинава во училишните клупи во 5 основни училишта во Кочани треба да седнат 412 правооделенци, што е поголема бројка во однос на претходните години. Уписите оваа година ќе се изведуваат на два начина – преку електронска апликација и со физичко присуство. На 10 мај, понеделник, започнуваат уписите на новите правачења во учебната 2021-2022 година. По тој повод, директорите на основните училишта во Кочани и градоначалникот Николчо Илиев одржаа работен состанок, на кој беа договорени деталите околу уписите на правооделенците. Годинава бројката на правачиња кои треба да се запишат во основните училишта во општината е поголема од лани и изнесува 412 ученици. На официјалниот список што го добивме од МВР Скопје, значи имаме 412 училишни обврзници кои што се родени 2015 година и кои што треба да бидат запишани согласно списокот. Со тоа што имаме услов од 25 ученика кои се родени 2016 година и кои што законски имаат можност доколку родителите пројават интерес за да се пријават за да посетуваат настава во прво оделение во оваа учебна година што следи. Значи, бидејќи многу беше дилема дали ќе има доволно превачења, за јавноста ќе кажам дека и оваа година ќе се запишат доволен број на превачења, дури бројката од минатата година согласно списокот е повисока, со тоа што ни дава за право дека повторно училиштата ќе ни бидат полни со превачења и оваа учебна година, значи согласно оно што се бара за уписот. И должам да кажам како една информација дека во сите, да речам, подрачни училишта е зголемен бројот, дури и во села каде што минатата учебна година немало превачења, сега ја имаме на списокот превачења. Меѓутоа, да не биде дилема дека после тоа нема да се случи, сепак уписот да заврши, официјалните информации да ги добиеме после уписот. Уписите оваа година ќе се изведуваат на два начина – преку електронска апликација која е објавена на официјалната страна на Министерството за образование и наука, но и во училиштето со носење на потребната документација. Во нашето училиште од 10 мај, значи, веќе ќе почне со запишување и доставување на покани на учениците кои ќе одат, значи, на два начина, кои нема да може да се пријават по електронски пат, значи ќе може со физичко присуство во нашето училиште. Како што кажавме, значи, во самите извештаи од Министерството за образование има протокол по кој ќе се одвива со поканите, ќе се бидат по однапред утврден ред. Секој дете, значи, со родител ќе си дојде, значи, по сите протоколи што се дадени. Уписот да нема дилема кај родителите ќе се одвива на два начини, односно со новината која е воведена од страна на Министерството, преку порталот услуги.мк, родителите ќе можат да се пријават за упис на своите правачиња, таму да ги прикачат документите кои се потребни за упис, а потоа ќе бидат поканети, значи, од наша страна, ќе се изработат од училиштето, ќе се изработат покани до секој ученик и точно ќе му биде одреден термин кога ќе дојде во присуство на еден родител во училиштето на разговор со педагогот, каде ќе се изврши педагошка проценка на секој ученик. Значи, овде сакам да појаснам дека не мора сите ученици да направат електронска пријава, односно сите родители на учениците да направат електронска пријава, значи тоа можат и да го направат со физичко донасење на документите кога ќе бидат поканети со поканата која ние ќе испратиме до секој родител посебно. Јас во оваа прилика би сакал, значи, да ги замолам родителите стрикно да се придржуваат на термините кои што ќе им бидат наведени во поканите, кои што ќе бидат доставени од страна на училиштето, од причина што знаеме дека во моментов како во нашата држава, така и пошироко низ целиот свет влада е пандемија со вирусот COVID-19, па би сакале, значи, да ги заштитиме и дечињата, и родителите, и вработените, да не предизвикаме некоја несакана појава. Значи, за секој училишен обврзник во самата покана ќе биде наведено, значи, точна дата и термин во кој што ќе треба да го посетат училиштето, да ја достават документацијата, да се направи интервјуто со ученикот и да се изврши неговиот упис.
Во новата учебна година ќе се запишуваат деца родени во 2015 година, а постои можност и за запишување на максимум 25 ученици кои се родени 2016 година, но со претходна согласност од родител. Децата со попреченост кои во предстојната учебна година ќе се запишат во прво оделение можат да добијат стипендија, а за што е објавен јавен повик за пријавување на заинтересираните. Се работи за проект што е финансиран од Европската унија, во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор во соработка со Сдруженијето за промоција и развој на инклузивното општество Инклузива и Сдруженијето за давање услуги на лица со попреченост Хендимек го реализира проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Со него се обезбедуваат стипендии за ученици со попреченост. Проектот е финансиран од Европската унија и има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта. Како дел од проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, во текот на минатата учебна година беа обезбедени стипендии за 322 деца со попреченост кои се запишаа и редовно посетуваа настава. Проектот ќе ја продолжи поддршката на стипендистите, но ќе им овозможи дополнителни стипендии за уште 150 ученици со попреченост, кои ќе бидат запишани во прво одделение во учебната 2021-2022 година. Огласот за пријавување на новите 150 стипендисти е отворен на интернет страницата на Фондацијата Чекор по Чекор, на веб адресата www.stepbystep.org.mk. Пријавувањето е до 30 септември годинава и може да аплицираат сите родители, односно старатели на деца со попреченост, кои ќе бидат запишани во прво одделение во основните училишта. Висината на месечната стипендија е 50 евра во денарска противвредност и истата ќе се доделува 10 месеци од септември годинава до јуни идната година. Задржувањето на стипендијата за следната учебна година ќе зависи од редовноста на ученикот во училиште и од успешниот премин во следното одделение. Важно е да се напомене дека семејствата кои ќе добијат стипендија не го губат правото на гарантирана минимална помош, согласно членот 4 од правилникот за начинот на остварување на право на гарантирана минимална помош. При остварување и користење на правото на гарантирана минимална помош, оваа стипендија нема да се смета како приход. Кочани и населбата Оризари ќе бидат поврзани со велосипедска патека, за која наскоро ќе почне сообраќајното обележување. Дополнително, од локалната самоуправа на Кочани се најавува и изработка на проектна документација за велосипедска патека долга 15 километри, што ќе ги поврзува селата во рамничарскиот дел на општината. Општина Кочани наскоро ќе го реализира изготвениот сообраќаен проект со кој ќе се обележи велосипедска патека во должина од 2 км на потегот од автобуската станица до населбата Оризари. Најголем дел од базната инфраструктура е веќе изграден, односно поставена е асфалтна основа од десната страна на коловозот на булеварот Тодосија Паунов. Неопходни се известни технички доуредувања и поставување на соодветната сообраќајна сигнализација, пошто патеката и официјално ќе може да профункционира. Од локалната самоуправа на Кочани информираа дека постои техничка можност должината на велосипедската патека да се зголеми за уште околу половина километар, односно таа да води до самата населба. Истовремено, во план е да се изгради и кружна патека со должина од околу 15 километри, а што ќе поврзува неколку населени места во рамничарскиот дел на општината. Во договор со Источно-планскиот регион, ние аплициравме на еден повик за изработка на проектна документација за изградба на велосипедска патека од Кочани, Лукойл, до Горни Подлог, Мојанци, Грдовци, Прибачево, Оризари и до Кочани, што значи дека очекувам дека на овој повик ќе ги исполниме условите, ние аплициравме веќе и дека ќе биде изработена проектна документација со која што на љубителите на велосипедизмот ќе можеме да ја понудиме една убава патека која ќе биде од корист на сите љубители на велосипедизмот. Обележувањето на велосипедската патека од Кочани до Оризари ќе биде со црвена боја и се очекува тоа да се реализира до крајот на овој месец.
Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач, кој исто така ќе има обврска да изврши обележување на пешачките премини и другата хоризонтална сигнализација, а за што од општината ќе бидат издвоени околу 600.000 денари. Гимназијата Љупче Сантов в петок на 7 мај организира отворен ден за идните средношколци. 9 оделенците ќе имаат можност да се запознаат со струките и профилите кои ги нуди ова училиште. Средното општинско училиште Љупче Сантов на 7 мај петок организира отворен ден за идните средношколци, на кој ќе бидат промовирани струките и профилите за изучување во учебната 2021-2022 година. Освен во постоечките струки, гимназиско образование и економско-правна и трговска струка, идните средношколци за прв пат годинава ќе имаат можност да се запишат и во профилите бизнис администратор и хемиско-лаборантски техничар, кои се дел од новиот концепт на дуално образование. Нашето училиште утре, петок, ќе организира отворен ден за сите заинтересирани ученици и родители кои ќе сакаат да се запознаат со можностите, условите и профилите кои што ќе може да ги изберат нивните деца за продолжување на своето образование во СОУ Љупче Сантов Кочани. Покрај предстојните профили на гимназиско образование, економско-правна и трговска струка со профилот економски техничар, имат можност да се запишаат на уште два нови профили, бизнис администратор и хемиско-лабораториски техничар, кои се дел од дуално образование. Дуално образование значи дека учениците своите знаења и вештини ќе може да ги стекнуваат преку практична настава. За таа цел нашето училиште склучи меморандум за соработка со повеќе фирми кои што ќе им помогнат на учениците да ја реализираат својата практична настава. Учениците кои што ќе учат во овие две нови паралелки ќе бројат по 25 ученици и тие ќе бидат стипендирани со сума од 3500 денари 9 месеци во текот на учебната година. Поените за запишување во гимназиската и економско-правната и трговска струка и бизнис администратор се 60, додека за профилот лаборантски техничар потребни се 25 поени, додаде Димитрова. Промоцијата е дел од кампањата Учи паметно, работи стручно, организирана од Министерството за образование и наука. По тој повод од училиштето ги покануваат сите 9 оделенци и нивните родители да присуствуваат на настанот и да се запознаат со можностите, условите и профилите кои ги нуди Кочанската гимназија. Патот од Кочани кон Пониква викендов ќе биде времено затворен поради одржувањето на ридско-бразинската трка во рамки на државниот шампионат во автомобилизам. Во писмената информација од Оделението за внатрешни работи од Кочани апелираат до посетителите на трката да ги почитуваат правилата за лична безбедност издадени од сообраќајната полиција. Одделението за внатрешни работи, полициска станица Кочани ги известува граѓаните дека в сабота и недела на 8 и 9 мај во организација на автоклубот Перформанс од Скопје на регионалниот пат на делницата од градската депонија до местноста Пасаджиково ќе се одржи автомобилски надпревар во ридско-брзински трки. Надпреварот е во рамки на ФИС, Централноевропската зона и домашниот шампионат, а на кој ќе настапат поголем број надпреварувачи. Поради тоа, од полицијата ги известуваат граѓаните дека патот на делницата од Белска крстосница до спортско-рекреативниот центар на 8 и 9 мај ќе биде затворен во временскиот период од 12 до 16 часот. Поради тоа, се апелира до граѓаните кои имаат намера да се движат по наведената делница, истото да го направат пред или по завршувањето на периодот на затворање на патеката. Исто така се апелира до граѓаните кои ќе ја следат трката да ги почитуваат наредбите дадени од страна на полициските службеници. Воедно, заради своја безбедност, треба да бидат на поголеми растојанија од патеката. На Ѓурѓиов ден, кога се слави споменот на светиот великомаченик Ѓурѓи, е храмова слава на Кочанската црква. Во храмот посветен на овој светител се одржа света литургија, а верниците упатуваа молитви и подигаа панагии за здравје. Храмова слава на Кочанската црква што го носи името на заштитникот и патрон светиот великомаченик Ѓорги Победоносец.
Верниците упатуваа заедничка молитва кон светителот, а во храмот се одржа света божествена литургија, со која ќе началствуваа свештениците при храмот Свети Великомачени Ѓорги. Отец Станчо Ристов, протаставрофор во Кочанскиот храм, пред присутните верници го истакна значењето на денешниот празник. Изборуваше за светителот, чие име го носи Кочанскиот храм. Свети Ѓорги е голем молитвеник пред Бога за сите оние кои искрено му се обраќаат за помош. Особено денес, во овие тешки и бурни времиња, молитвено и срдечно да го повикаме неговото име, да биде молитвеник пред престолот на Бога. Нека им е честито на сите оние кои го носат името на денешниот светител, светиот великомаченик Ѓорги, сите оние кои го имаат за куќна слава, нека им е честито славата, да сте живи и здрави и голема благодарност до хорот при манастирот Свети Гаврил Лесновски, при нашата црква, за нивното денешно убаво пеење, со кое ни ја збогатија денешната наша слава, која е слава на храмот Свети Великомаченик Ѓорги. Нека се живи и здрави и многу пати да ни пеат, да ни удостојуваат со нивното убаво пеење за убави служби и убави литургии. Христос воскресе! Свештеникот го благослови и пресече и славскиот колач и другите колачи кои верниците ги принесуваат за здравје на ближните. Многу на Ѓурѓов ден го слават како домашна слава, а празнуваат и оние кои го носат името на светителот. Светите мошти на светителот кои се исцелителни и чудотворни се разнесени по целиот свет за утеха на верните, за исцеление на болните, а неговиот гроб е во Палестина и од мермерната икона со ликот на светителот извира миро како потврда за верата Христова. Светиот великомаченик Ѓорги е заштитник на затворениците и сиромашните и лекар на болните. Дека е голем светител сведочи светот преку многобројните храмови и манастири кои се посветени на него. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.